тоа ќе ни се случуваат овие работи понатаму, мора поимовно да ги расчистиме прво работите у глава, за тоа треба консензус државата да собере психијатри, психолози, не знам кои какви луѓе што имаат искуство со со малолетничка деликвенција, полицајци со милион такви социолози што работат по затвори, по поправни домови, немаме. Да се седне и поимовно прво да се расчистат работите, за да се тргне во исправање на целата ситуација. За да се дојде до заклучокот, окей, дојдовме до овој заклучок, тие не можеме да ги рачунаме за деца, не можеме кон нив да имаме некој цивилизацијски, демократски пристап, ќе разговараме, психолошки совет, не, мора да преземеме порадикални мерки, поправни домови, со све она што оди во пакет со тој поправен дом. Од воспитувачи, у смисла добри и лоши полицајци, до све останато. Рехабилитација, да се обидеме барем дел од тие загубени души да се рехабилитираат. Да се вратат у нормала додека уште е возможно тоа. Може би токму затоа некои мудреци пред векови рекле дека ете тоа, ќе кажете излитена фраза, ама ќе ја повторам дека чутекот од рајот излегол. Тоа е судирот на двајцата воспитувачи во серијата Сиви дом. Едниот на најлош можен начин сватил колку погрешен пристап имал кога им дал доверба на тие зверови, кои што ви верувал дека ќе ги воспита со добро, со фино однесување, ако им покаже што е дом, што е фамилија, да ги донесе дома, да ги седне со нив на маса, на ручек со сестра му и така натаму. Сватил дека тоа не е начинот. Дека таквите зверови треба да бидат скршени физички. Затоа неколку епизоди не се кажуваше кој, само беше брутален. И сите гледавме и викам, не можеш. Човек што организирал силување, таква случка имаше во Сиви дом, затоа ви ја спомнам. Човек што организирал силување на друга, пример случајот кажија затвореничка малолетничка од женскиот дел да ја киднапира, да ја донесат, организирал силување, 10 души да и се реда, да ја прават. Со таков домец, малолетник, што да правиш, уште да му збориш со убави зборови, да му објаснуваш дека добрината ќе го победи, ќе надвладее во светот, дека злото и криминалот не се исплатат, не. Типот го внесе у просторијата и брутално отпипаше до смрт. Брутално. Нема тука чекај судија, казна, полека, па да разгледаме, па психолози пак да дојдат, па да разговарат со него. Не, мој друже, више така, не е убаво да организираш малолетничка, да киднапираш у домот од женскиот дел, па да организираш реденка, групно силување. Не е тоа убаво, треба тоа да го сватиш. Утре ќе излезеш од овде, сакаме да бидеш корисна индивидуа на ова наше општество, да види корист од тебе. Не можеш сега такво силување да... Тука некој со некој овдека во ова општество не се разбира. Ви реков, 2 дена после случката у аеродром, избодено 14 годишно дете. Утре, после 2 дена или после 10, после... Значи, 100 пати сум ви го кажал. Го кажував ово и после Рибникар која се деси. И уред други работи, кои имаше разни фемициди итн. Прашање на време, кога ќе влезе патолошки нарцис со сериозно пореметување у глава, психопат, у школо, кај нас, со автоматско оружје и кој ќе испотепа 15-20 деца и наставници, не знам кој. Прашање на време, верувајте ми. Оти ние не ги учиме лекциите од се она што ни се случува како трагедија од овој тип, предизвикано од разни психопати.
Не ги учиме лекциите. Од Македонија барем оружје легално има колку сакате. Колку сакате. Знаете дека у Македонија малолетници имат делови у држава, нели? Ја барем знам. Кај што исто како Косто Дрибникар, нивните во нивното село или родители ги носат на гаѓање по планини на негде некое планинско село. Тамо знаете, а? Уште 12 години знаат да пукаат со калашников, бе. Ама ајде да се кладам со вас. Дека има такви. Ама сакате да се кладиме? А? Немојте да се кладиме. Тоа дете, утре, некој ќе му згазне на жулј, или не мора да му згазне, од некои други причини, вакви или онакви, ќе го земе тој калашников и ќе влезе у школата кај што учи. Или у некој друга школа кај што не учи. Зависи од предиспозициите и филмот што ме у глава. Апропо, која сме дека само татко му го учил Коста како да учи да пука од пиштол. Ги учат и тука децата, многу малено за како да пукаат, не само од пиштол, од калашников ги учат. Можете да видите 100% сигурно. Не знам, моје да кажам, док не е касно, да се смени тоа кривичниот, како се вика, законник. Ја не сум тоа експерт за тие работи, понекогаш и дркам поимове што викаат, али мислам дека така се вика кривичен законник, обавезно да го сменат делот, кај што во случај на толку и толку години, не знам, се ослободува лицето од гонење кривично, ако има не знам колку е кај нас, 12-14 години, не. Апропо пак Сиви дом и приказната за Майкл Мајерс, Ноќ на вештерките, не. У зависност какво зло ќе направи. Ако има 10 години и направи зло достојно на најголемиот психопат у моментот светски, нема тука неодговарање. Ќе биде суден како да е возрасно лице. Така имате во Америка, имате такви ситуации кај што малолетни лице што извршиле брутален злостор, без грам човечност во нив, се судат како возрастни лица. Затоа што американците од нивното искуство кривично сватиле дека понекогаш децата воопшто не се деца. Тоест, понекогаш децата никогаш и не ни биле деца. Ако се на возраст кај што ги рачунаш деца, ама они не се деца, они се монструми. И соодветно државата така се однесува со нив. Па имате и ситуации кога лице, дете, ако направило некој грозоморен злостор, прво го осудуваат на тие коректно поправни, како се вика, тие заводи, кај што до полнолетство е тамо, но подоцна казната му се продолжува во затвор со возрастни или не знам како иде тоа тамо. Кај нив имаат разни они тука форми на процесуирање на пресудата после тоа од кога стварно не знам. Но она што сум го сватил дека има така. Тоа треба прво да се направи кај нас. Сега одма да се измени. Има многу случаи у светот кај што сме биле сведоци на 9-10 годишни деца да извршиле страхотни злостори. На кои што злостори како ги извршиле? На злобниот серијски убиец и психопат нема да му текнат. Тоа што 9-10 годишни деца имаат направено на своји врсничиња и помали. Имаше таков случај у Англија пред 15-20 години. Кај што 9 и 11 годишно дете од молот, мајкава додека влага да купува месо,
Малиов ја чека пред месара во Молов или шо и да купувала, го киднапираат Малиов, за руче го фаќат и се гледате на камерите. За руче вака го фаќат кога му се братчиња и го изнесуваат надвор и го носат на километар од тој молот, на една близина на една пруга и да не ви опишам све што му правеле таму. Тоа ни најголемиот серијски убиец, психопат нема да му текне. До тамо да отиде. Во дехуманизација, во мачење на едно човечко суштество, у случај дете. И мора тоа ова да го значи, како да ви кажам, мора веднаш ова да се направи. Веднаш драконски казни. Ти, дечко, одиш у затвор. Може привремено додека не биде направен тој казнено поправен дом, кај што ви реков колонија да биде. Може колонија да биде. Ви објаснив, да не ви опишам пак како би изгледала таа колонија и што би правеле питомците на таа колонија внатре, за да се рехабилитираат. Али тој кога не се изгради, одиш в затвор. Дали некој затвор ќе направам, ќе оградам еден дел, кај што вие малолетни лица ќе ги одвоим од останатите затвореници и ќе има некои посебни импровизирани услови да се направи тој по небитно. Одат у затвор. Храј. Месец дена, за помали нормално вакви дела, како во аеродром, месец дена, затвор да видиш шо е. Па тамо некој да го лупа со шамари, некој така изгорен од животот, од работата воспитувач. Па никој да не знае кога ќе јаде шамари, а да пука јако, дали ова, дали она, месец. А за овие пострашниве, не да Боже да се десат. Хрватите викаат, паметно ме доста. Ако не ни дое памет у глава, и не се смениме овдека за некој работи. Ви реков, еден ден ќе се разбудиме со многу пострашни вести, па после ќе биде куку леле. Ама ќе тоа ше касно. Така да док не се десило тоа, најпаметно, радикално да си преземеме мерки, да ставиме под контрола, да ги ставиме под контрола младиве наши. Оти они, на се она што се испуштени од раце од дома и што немаат пример на свест, совест, интелектуализам дома, на сето тоа што се лишени од тоа, уште се наоѓаат под капата на социјалните мрежи, под влијание на социјалните мрежи, нивните визии, виуги, тоа е све испреплетено у една каша попара внатре. Затоа они не знаат кај терат. И на сето тоа, кога ќе надополните на сите тие хендикепи, кои што кои остајте главниот хендикеп, дека немаат образование, дека се тотално неначитани, дека ништо не ги интересира, дека немаат амбиција, дека све у животот што учат и лепте ако нешто мора у школа да заврши, да напише домашна, да били писмена, ја напише на она како се вика на вештачка интелигенција, тој чет GPT или кој да е, ќе му го напише составот и само ќе го препише. Роботизирани джукери или бройлери. И очекувате од една таква личност што нема еден пример у животот, што го тера да размислува дубоко, кој што една книга нема прочитана, еден квалитетен бенд нема изслушано, без разлика кој жанр на музика.
што има текстови што те терат на размислување, што има музика што те тера на размислување. Да не зборам дека нема чуено ништо од Шопен, ништо од Бетовен, ништо од Моцарт, немаат една, барем ни дел од опера немаат слушана, не па текстот да го знаат за шо пее операта и така натаму и така натаму. Либретото и да не зборам за театар, да не зборам, пошто Шекспир има никош не да го отворат, а не па да го прочитаат. И вие сакате од една таква младина дубокумно да размишли и да ги промислува работите и последиците што би можеле да произлезат. Не бе, нивниот главен учител е TikTok. ChatGPT, TikTok поточно. И он мисли дека е фраер. Ако се сними денес, правејќи некоја најбизарна работа на свет, и ако со тоа успее да добие не знам колку лајка, и стане популарен барем еден ден. И тој кој ќе се опседне од тоа, вие не можете ништо да очекувате од него, освен поголема и поголема и поголема глупост. Додека тоа не заврши, може би понекогаш и трагично. У таа смисла, фала Богу што генерацијава моја и тие блиски што се до мене, што растевме барем у некој нормален свет, што ни беа овозможени, немајќи мобилни телефони, немајќи социјални мрежи, што имавме среќа да читаме книги, да се интересираме за уметност, да слушаме добра музика, да промислуваме за животот, дубински да навлагаме, да филозофираме за животот, кој поплитко, кој поддубоко, да разминуваме книги, не глупи книги, не, книги и стрипови. Али стрипови Алан Форд, ние сме генерација растена на Алан Форд. Никој не знае тука од младиве да го праша шо е Алан Форд. Затоа имаме способност преку тој абсурден хумор, може би затоа имаме способност така да ги размислуваме работите од сите страни, да ги гледаме, да се прилагодуваме, понекогаш да се спрдачиме со проблемот, за да го извртиме на опачки, за да дојдеме до некој заклучок или да го сватиме малце подобро. Не воспитувале сите тие работи и автори, и стрипови, и сето тоа. И било смислено тоа, одредени нели од нив, да не изградат као личности. Такво било општеството. Немало социјални медиуми, немало мобилни телефони. И сме имале избор. Книги сме разменувале. Тоа ви кажав. И тоа не е те сакам љубов моја. Пролет иде, јас ќе те бахнам. Црвените памучни гакички. Тоа се насловите на книгите денес со книжарика нашо, можеш да ги купиш бе. Такви ги гледам, читаат. И тие ретки копилјаци што читаат, па и повозрасни читаат книги со вакви наслови. Ти треба да си ретардиран да го читаш тоа. Само насловот кој ќе го видиш треба да сватиш дека е тоа четиво за ретардирани. И ти техно е дека ти си станал са бајле, си отишол кај другарчево другава зграда, пошо не знам купил, поима неам, еке хомо од ничего купил, ете го човекот, и го прочитал, и сега ти да не го купеш, пошто немаш пари у тебе да идеш да купиш, ти му викаш која ќе ја дочиташ, ај ќе ја дочитам сега вечерва и са бајле утре дојди ќе ти ја дам ти да ја прочиташ. Fucking unbelievable. Идеш да земеш еке хомо од нича. Идеш да земеш да читаш дневникот на заводникот, ама не од некоја будала, патетична, романтичарско, ретардирана. Дневникот на заводникот од Кierkegaard. Тоа е философија. Тоа не е моите памучни црвени гакички. Па ти ќе му даеш гозба од Платон, ја имаш, он ќе ти даде тебе нешто друго. Достоевски ќе ти даде.
да читаш. Лудило. И сме разговарале. После фудбал навечер, цел ден уствари играме фудбал серва и навечер седиме у парк, од свирење гитари, музика, прајање муавет од женски до вакви муавети. Книгата и шо вика тамо за овој, за ова, за... Јеботе Бог. Мислам дека доволно кажав. Ајде се гледаме.